Почитувани гледачи на ОТВ, добре дојдовте во уште една невообичаена емисија, по случајно спортска, затоа што знаете дека многу и спорт не третираме. Ние сме виновни за тоа. Лани една емисија, годинава првата ја снимаме, еве веќе на почеток на мај, па да се надеваме дека ќе покриеме повеќе спорт. И то овој пат не било каков спорт, а автомобилизам. Разговараме со Димитар Димески. Здраво. Како си? Добар, супер, мило ми е што ме поканивте. Ви благодарам за поканата. Сега, поводот за нашиот разговор е во недела на 11 мај се случуваат рели трк или рели слалом. Во центарот на Прилеп. Ајде, воведи не малку во целата приказка. Оваа година е за прв пат овој, иначе од страна на наша организација петти слалом кој го организираме ние. Сега не е како претходните слаломи. Овај пат овие 5 настани ги организираме преку Автомобилистичката федерација на олтајмери, преку ФИВА, со нивна помош, бидејќи со претходната федерација, Автомобилистичката федерација, има некои други проблеми расчистени, не се организираат трки веќе од 2020 година па се наваму. Значи веќе 5 години сме без трки во Македонија. Да, и сега ние се тоа некако на некој начин пробуваме да го вратиме во живот, да го оживееме, иако е многу тешко, имаме многу препреки од различни фактори и во секој случај не се сомневам дека е тешко затоа што автомобилизмот и во светски рамки се смета дека е најскапиот спорт. Да. Станува збор за посебно подготвени автомобили, па сигурно во држава која што е каква што е Македонија. Кажи ни малку со какви проблеми се соочувате реално. Па моментално има проблем со Автомобилистичката федерација. Веќе, како што напоменав, од 2020 година не се одржува ни една трка. Многу проблемот е со самиот председател на федерацијата и сите околу него. Не се заангажирани, не се насочени кон тоа да прават трки, повеќе се насочени кон други политички работи и многу голем проблем. А на еден председател на Автомобилистички сојуз, работата му е да организира трки. Сега сакам да те прашам тука да не влегуваме многу во тие политички работи, секој на крајот на крештата и вие како членови на телоздружение треба да ја биете битката. Ние колку што можеме ќе ги покриваме овие настани и ќе го пренесуваме вашиот глас како и на секој кој што има некаков проблем. Муабетов ми е, велиш, не се организираат трки, ама еве да речеме, кај нас се некако или улични или импровизирани слаломи. Македонија нема патека за автомобилистички трки. Нема, тоа е точно. Има само една единствена во Кичево, во воената касарна. Таа е импровизирана исто. Таа е исто. импровизирана исто така, но е моментално во многу лоша состојба, асфалтот е во многу лоша состојба, стазата веќе долги години не се одржува, никакво одржување нема. Последните трки таму како што напоменав се за 2019 година. И тогаш, да речеме, и престанато да се одржува стазата. Дали во Македонија има доволно интерес кон автоспортот за надпреварувачи, за гледачи, знаеме и за гледање, ќе зборуваме подоцна во интервјуто, за да се направи некаква иницијатива и да се иницира изградба на една патека, секоја држава околу нас мислам дека има барем една. Па можам да речам дека има, бидејќи има и исто така многу спремни веќе автомобили кои неколку години така лежат по гаражи, не возат нигде, не се активно нигде вклучени. Еве, од оваа година Српската федерација се најде тука во Пресрет и помогна. Многу од македонските возачи кои од претходно имаа спремни автомобили му даде лиценци и му возможи да можат да возат во Србија. Се возат во Србија исто така кружни, ридско-брзински и слалом трки. Дали имаме ридско-брзински трки барем? Нема, во Македонија моментално нема ни еден вид на трки. Ама затоа слушнавме, помина еден возач, па дали недостатокот на патеки ни носи дивење по булеварите? Па можам да речам да, се согласувам со тоа. Так. Сега ова е, да речем, овие слаломи кои ги правиме се единствен начин. Оваа година за прв пат почнуваме со тоа ќе биде, значи, не само една или две трки како досега, ќе биде, да речем, како шампионат, можам да речем. И од кој ќе се состои од повеќе трки. Во план после оваа трка ни се уште 2 или 3 минимум, за кои се уште не ги знаеме точни датуми, но со текот на времето ќе се известат сите.
ќе има објавено на социјалните мрежи како што за оваа трка исто објавивме. И на крајот од тој шампионат, да речем на крајот од годинава, ќе има прогласување кој е прв, втор, трети, Значи, така правиме Сободување. шампионат сободување на слалом трки кои што ќе се одржуваат на булевари низ Македонија. Па може да се речи да. А, Има или- исто така постои и можност, се уште ништо не знаеме и не можеме точно да кажеме, за да ја вратиме стазата во Кичево за оваа година за прв пат. Колку пробаме- инвестиција би требало за да се случи тоа, за да се стави во пристојна, во возна состојба таа патека? Уште ништо точно не можеме да утврдиме, бидејќи немаме појде, немаме разгледано во каква точно состојба, знаеме дека е во лоша состојба. Имаше некои разговори, па сега треба да се види да се одлучи и то сепак таа трка таму на стазата ќе биде исто слалом, немаме уште да речам право да правиме кружни трки и ридско-брзински трки. Така да за почеток и за проба се надеваме дека ќе успееме нешто да направиме. Димитар, ти покрај тоа што си упатен и си дел од организација на овој настан, ти си надпреварувач. Да. Ова зверче позади нас е твоето возило. Да. Кажи ни што возиш прво. Ова е Fiat 600, 1999 година, произведено. Со ова возило се надпреварувам во класа 1 до 1200 кубни сантиметри. Ова неговиот мотор 1100. Точната снага, мојкност во кој ние не ја знаеме моментално, не ни е, да речем, многу брзо, пред неколку вечер ни е составено, испробано само еднаш и сега за сега се понаша добро. Имаме некои подготовки и доработи што треба да ги завршиме до До недела ќе ги стасате? се надаваме, да. Треба да завршиме до внедела. Имаме да речем други тркала со тркачки гуми. Така, овие се обични туристички овие се- гуми да ги да, речиме. нормални. До сега Так. поради што малце сите делови и се за автоспортот е многу скапо. До сега овие 3 години се надпреварував со овие гуми. Возев ме служеа супер. Сега успеев да набавам тркачки гуми, баш професионални тркачки гуми, со кои се надевам ќе има подобрување. Мазни се или? Мазни. Мазни, сликс, значи Исти, што би да, рекле исти како од Формула 1, американците. Pirelli P0, Pirelli P0, Да. кажи ми со каква боја се обележани? со жолта. Со жолта, значи Да. ако сега да преминиме да искористиме репликава за да преминиме во на кој те инспирираше ти да го засакаш автомотоспортот, дали беше на телевизија, сигурно пошто кај нас немаме, дали гледаш Формула 1? Да, точно гледам Формула 1. Најголема инспирација за да го засакам овој спорт, можам да речем дека беше Луис Хамилтон и татко ми. Така, значи Луис Хамилтон на телевизија и тато татко до ми, тебе да, до мене како во живо, кој Тој- сепак заедно со чичко ми во нивниот автосервис, како што има лепенка автосервис Боше и Гоце, помогнаа за сето ова да го остварам и мислам дека ако не беа тие тука до Ова е мене, тркачки подготвена кола, извини што те прекинувам. Ова е- Сами ја работевте или е во некоја фирма која што ги изработува? Не, ова е сето наша изработка, лично наша изработка. Со ова возило почнавме уште во 2023-та. Ми го донесе од Скопје, ми го понуди поточно еден наш близок пријател кој исто така добро познат во автомотоспортот во Македонија, Мојсей Милосавлевски, поздрав до него. Ми го донесе како растурено едно, да речем, можам да речем школка од возило, која не беше воопшто подвижна, не работеше, не е палеше ништо. И Јоди неподвижна школка или желка да ја наречеме. 10 дена пред првата трка која организиравме, свативме дека немаме возило со кое можам да возам и почнавме од негде. Тие 10 дена можам да речем дека беа многу тешки. Секоја вечер работа до сабање, ама на крајот сето тоа се исплатеше и успеавме да извозиме на првата трка. Тоа е исто како на холивудските филми кои се спреаат во последен Точно, момент да. и се стигнува на стартно целната линија, Сега- буквално пред да се запалат зелените светла. Да. Димитар, кажи ми, минатата година мислам дека ти беше победник на последната трка, Да, така? на последната трка, во овде која се одржа во центарот на Прилеп, во класа 1 бев победник. Година водиш па на победа. Се надеваме. Каква ќе биде конкуренцијата годинава? Има доста пријавени автомобили, има доста спремни автомобили. Од Куманово има исто така многу спремен автомобил кој доаѓа за прв пат овдека да се проба. Се работи за Golf 1, 1.6 бензин, кој е правен
кој е правен баш скроз по проспект, по сите FIA стандарди и правила и има доста вложено труд во него. Па ќе видиме како ќе биде. Значи ќе треба да се потрудиш малку повеќе годинава за се пехар. надеваме пак за пехар. Кажи ми, секој човек кој што се занимава со овакви работи, дали е спорт, дали е уметност, сонува. Кажи ми кој е твојот сон за Се знае како и автомобилизмот? секој друг кој е во автомобилизмот, Формула 1. Крајна цел Формула 1. Да, кој за кој жал си- можам да речам дека е веќе прекасно. Ама никогаш не знаеме што следува. Никогаш не знаеме што следува. Имаме неколку автомобилисти во Македонија кои што се пред се успешни на рисково-брзински патеки, имаме неколку кои што се во европскиот шампионат на туристички автомобили. Во секој случај тука има талентирани луѓе за возење. Да, точно. За жал, како што рековме, условите се ужасни тука, ако споредуваме со други спортови би било и неблагодарно, како што кажавме, станува збор за исклучително скап спорт. И нешто многу повеќе од спорт автомобилизмот, јас би рекол, и најмалку да речеме, ама затоа што се бодува и се доделуваат награди, спаѓа во некаква надпреварувачка категорија. Има ли шанси овдека сите вие кои што се занимавате се здружите и да кажете да, доволно сме, да, има доволно пари во оваа држава, да вложиме на некаков начин, па на крајот на краиштата, ако не Димитар, некој друг по 15, по 20 години да го гледаме на спака што вози во најмала рака за Вилијамс, да речеме, не мора за Не може за поголем Мерцедес тим. или Ферари. Така. Па пред се надеваме, пробуваме, гледаме да правиме најмногу напори што можеме, се собираме, организираме некои, да речем како состаноци, да видиме што ќе може да се смени. Се надеваме дека до крајот на оваа година ќе имаме некаков успех, дека сето тоа ќе излези јавно и дека ќе има некои промени. Па со надеж дека од следната година ќе можеме конечно повторно да се вози во Федерацијата, нормалната автомобилистичка федерација. Па ќе видиме, не знаеме се уште точно. Фала ти за муабетов. За крај сакам да се ополиш во ова камера и да ги поканиш сите прилепчани, сите љубители кои што на автомобилизмот, кои што се во можност и точно да го представиш наставно и да ги поканиш во недела во 10 часот да бидат во центарот на Прилеп. Ве поканувам сите во недела 11 мај во 10 часот, со почеток во 10 часот, да дојдете овде точно пред нас во центарот на Прилеп пред рекламите и да не поддржите на било каков начин. Доволно е да има публика, возила има, се надевам доволно и се гледаме. Јас ти посакувам успешна трка пред се да излезеш здрав и жив од возилото, затоа што како велат сите автомобилисти, првата цел е bring it home, Така, да ја точно. донесеш дома колата здрава и жива, што е најважно Па се ти. останато. Па се останато, се гледаме живи здрави во недела, ќе навиваме, ќе бидеме поддршка, а вие се надевам дека ќе ни приредите супер шоу. Се надевам дека сето ќе биде како што треба и дека ќе се поминете супер и тоа е тоа што имам да кажам. Ви благодарам за интервјуто и се гледаме. Фала ти тебе што оддели време. Почитувани гледачи, се надевам дека ви беше интересна оваа емисија, малку различна и имавме можеби и најубава сценографија досега на една емисија, а тоа е дел од надпреварот кола која што ќе се надпреварува во недела во 10 часот во центарот на Прилеп. Се гледаме од некој друго катче на Прилеп со некои други интересни луѓе за многу брзо.